Добродојдовте во уште една епизода на подкастот Go Rural, кој што го спроведува локалната акциона група Плачковица во партнерство со мрежата за рурален развој на Македонија. Овој подкаст е дел од проектот Од фарма до вилјушка, кој што е финансиран од Европската унија. Како и секоја епизода, нудиме досега, ви покажавме доста личности со кои што разговаравме за различни теми поврзани со руралниот развој и локалниот развој на руралните средини. Денес имаме гостинка која што 20 години работи на полето на регионалниот и локалниот развој во Југоисточно-плански регион, со соработка со бројни граѓански организации, трговски друштва, 10 општини, различни проекти, многу локални иницијативи. Имаме чест да ни биде гостин госпоѓа Жилета Ѓуркова. Рурален развој е повеќе стратегија или луѓе? Луѓе. Развојот почнува од добра идеја или добар буџет? Добра идеја. Фали село, а живее во град, или фали град, а живее во село? Обично е фали село, а живее во град, иако многу подобро е фали град, а живее во село. Промените во регионот доаѓаат побрзо преку локални иницијативи или европски фондови? Локални иницијативи. Подобар регион се гради со силни општини или силна регионална соработка? Пред се соработката е најважна. Развојот на едно село почнува од инфраструктурата или од луѓето? Од луѓето. Младите се заминуваат од руралните средини поради немање можности или лош квалитет на животот? Немат перспектива. Рурална Македонија повеќе предизвик или шанса? Предизвик. Добро вечер. Добро вечер и благодарам на поканата да бидам ваша гостинка вечерва. Како започна, да отвориме вечерта, како започна твојата приказна со регионалниот и локалниот развој? Да ја вратам малку на почетоците. Па вака, започна на интересен начин. Претходно вработена во Скопје, во тоа што беше моја струка, како дрвен индустријски инженер во Леснина, се пресели во Струмица и тогаш се уште не беше донесен законот за рамномерен регионален развој и јас почнав да работам во локалната самоуправа и тоа во општина Ново село. На едни вести слушнав прв пат за заеднички центар за локален економски развој на Струмички микрорегион и ми се виде доста интересно и од тука почна целата работа. Почнав да истражувам што како работат и со оглед на тоа дека моето потекло е баш од општина Ново село и таму сум родена. И првото мое вработување во тој дел беше во општина Ново село и бев представник во тој центар. Активно бев вклучена во првите обуки воопшто во нашата држава за регионален развој со поддршка на германското друштво и од тука почна целата работа. Бевме активно вклучени и во законот за рамномерен регионален развој и некако ми беше следствено после тоа да напредуваш на едно по-друго, по-високо ниво и на некој начин ете предизвик да се впуштам во нешто ново. Колку беше тешко од тоа време, да речеме, да се објасни идејата дека треба да има таков некој центар кој што ќе биде регионален, кој што ќе треба да ги помага, да креира иницијативи, проекти? Па навистина не беше лесен процес, со оглед на тоа дека регионалниот развој не беше доволно познат во нашата држава. Знаевме само дел од вработените во општините и тоа не сите. Уште при објавувањето на самиот конкурс немаше интерес воопшто никој да се вработи таму, морам да кажам. За мене беше лично предизвик голем. Јас бев првата вработена во Центарот за развој на Југоисточен плански регион во далечната 2008 година и полека почнавме да го формираме нашиот тим таму и да работиме.
Морам да кажам дека во тој момент поддршката од сите 10 општини во регионот, па и заедничката соработка на невладините организации, вроди со плод за полека ние да напредуваме и да имаме видливи резултати како центар. Тешко ли беше да се усогласат сите тие, да речеме, интереси кои што ги имат општините, граѓанските организации, па и бизнис секторот? Вака ве враќам на времето малку. Па, мислам дека прво и основно ние бевме пример во Македонија како треба да функционира еден регион. Не знам дали може би дека ГИС работеше со нас уште пред формирање, пред донесување на законот, како треба да се работи, нели, што викаат, размислувај регионално, делувај локално. Се водевме од таа мисла, се работеше и со градоначалниците и со нас како општинска администрација, се работеше и со невладините организации. И првата стратегија за регионален развој беше донесена уште пред да се направат центрите. Меѓутоа се одеше со тој пристап одоздола нагоре. Беа вклучени невладини организации, беа вклучени бизнис секторот беше вклучен, исто така и многу национални институции, и мислам дека сето тоа вроди со плод да се направи една заедничка соработка што продолжи и понатаму. Која беше идејата, например, што значи тоа регионална соработка меѓу 10, да речеме, општини, што се очекуваше од нив тие регионално да прават? Па вака, нели, во секоја општина имат различни приоритети, би рекле, нели, секоја општина е различна, имат различни приоритети, меѓутоа има работи што ги спојува и работи кои што не можат сами да ги направат, туку мора да се здружат. Дали 2, 3 или 5 општини, некогаш и 10 како цел регион, и затоа тука се појавува Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, што ги имплементира токму тие проекти кои што навлегуваат во повеќе општини и имаат, нели, поголемо регионално значење. Така. Малку поконкретно да речеме. Има ли некои проекти кои што, за разлика од тоа што почнавте, што ја сменија реалноста, што оставија белег, да речеме, кој е најдраг проект, да речеме, кој сте го работеле? Знам дека имате многу проекти за овие 20 години испроведено. Може би не може да се сетите на сите. Па, може би не на сите, меѓутоа би се сетила секако. Морам да спомнам неколку, не можам да издвојам еден, но меѓутоа еден од првите проекти што беше, би го спомнала, уредувањето на крајбрежјето на Дојранско езеро, иако, нели, Дојран некои го викаат град, тоа е рурална средина. Во тоа време имавме, нели, добрата работа беше што се покачи нивото на водата, меѓутоа ликот на Дојран беше како од пред некои си 100 години, ништо не беше сменето. Со тоа имаше 2 локални продавници во тоа време. После уредувањето на кејот на Дојранското езеро комплетно, се смени описот, ликот на Дојран, и на некој начин со промоција се подобри туризмот во Дојран, и ете, можете да ја видите денеска и разликата. Има 3 маркети, плюс локални продавници, е проект за кој уствари добивме ние награда за како најдобар регионален проект на ниво на држава. Тоа е еден што ми од подрагите, едно нешто дополнително што 100 години го зборува во делот на чиста и здрава храна, конзумирање, во делот на земјоделското производство, каде што, нели, земјоделците се принудени да користат повеќе пестициди, при праскањето и такви работи. Посебно драг проект ми е сливот на река Струмица, каде што беа обучени над 200 земјоделци за одржливи земјоделски практики, и добар дел од нив добија дополнителна опрема како да произведуваат и да имат почисто и поздраво земјоделско производство и да имат поквалитетни производи и да бидат поконкурентни на пазарот. И секако не можам да ги изоставам пожарникарите. Они се нашите херои. Прво беше, нели, во делот на комплетна опрема нивна за да ги заштитиме пред се нив и да бидат ефикасни на терен.
а и набавка на возила на сите 4 противпожарни единици во нашиот регион, така да ќе го покриеме, да го покриеме целиот регион, да бидат ефикасни и побрзо да се справуваат со пожарите. Значи може да се каже вредеше ова да речеме се работата овие 20 години, вредеше да се направи. Секако. Иако се овие сите три што ги набројав, поголеми проекти морам да кажам, меѓутоа кога се работи некогаш може многу мали проекти со многу мали финансиски средства да дадат многу големи придобивки. И промени во заедницата. Промени, така и те би ги спомнала еден многу мал проект што се реализираше. Јас би рекла не доволно, бидејќи сега очекувам пак да се отвори таа програма е во делот на полските патишта. Ревитализација на полските патишта, иако за некои неважни можеби нема да ги приметат, меѓутоа за луѓето од руралните средини овие проекти значат многу затоа што пристап до нивните земјоделски површини, да, и превозот на земјоделските производи значи многу. Да. Кој е најголемиот предизвик во регионалниот развој и локалниот развој? Ваше мислење? Предизвици има многу. Пред се добрата соработка меѓу сите чинители на регионалниот развој. Тука се самите општини, невладините организации, бизнис секторот, меѓутоа и националните институции. Една целосна интеграција на сите тие чинители за да има квалитетен развој на регионот. Добро, што повеќе недостасува, да речеме, средства, финансиски средства или координација повеќе меѓу институции? Јас би рекла кај во нашиот регион повеќе недостасуваат финансиски средства. Идеи има, секогаш се работи, значи при секоја изработка на програма за развој на регионот ние почнуваме од пристапот од локалното население, буквално од локалното население, од општините, вклучувајќи ги сите фактори да направиме еден квалитетен документ кој што подоцна би се преточил во проектни апликации и би добиле средства за нашиот регион. Меѓутоа, некогаш има на национално ниво, некогаш има повеќе финансиски средства, некогаш помалку, со оглед на тоа дека сме кандидат земја членка на Европската Унија, имаме ограничен пристап на финансиски средства до европските фондови. Колку што сме во можност, ние исцрпуваме, меѓутоа секогаш може многу повеќе. Во поглед на руралниот развој, што ќе ни кажеш, да речеме, со какви ресурси располага Југоисточниот плански регион или потенцијали кои што вие имате работено доста и на таа проблематика? Руралниот развој е дел од регионалниот развој и е, би рекла, и најголем сегмент, затоа што ако гледаме во нашиот регион, единствено што би можеле да ја одвоиме како урбана средина е само општина, само градот Струмица, а се друго во нашиот регион е рурална средина, затоа е многу важно. Тоа е тема што третира и регионалниот развој, затоа што е намерата да се намали диспаритетот помеѓу село и град и да се спречи миграцијата од селата кон градот, а секако и кон градот Скопје. Знаеме го трендот каков. Може ли да се спречи таа миграција? Па вака, јас би рекла, знаете, веќе младите не толку се врзуваат кон традицијата, нели традицијата да те задржи дома. Она што може да ги задржи е перспективата. Не е доволно само, треба еден повеќе, би рекла, повеќе сегменти се важни. Не е само да речеме еден млад брачен пар им понудиш да останат во село и да кажеме ќе го направиме патот до селото. Тоа не е доволно. Потребни се многу други работи. Значи, социоекономски услови, треба да ги има сите услови, треба да има пристап до градинки, треба да има исто така здравствени услуги доволно, дигитализација, пристап до интернет. Има многу сегменти каде што треба да се работи за да се овозможи на младите да имаат квалитетен живот во руралните средини и на тој начин би останале таму. Да. Јас би кажала тука дека со години, баш со тие поголемите општини, со градоначалниците го имав проблемот, баш вика, Жули, зошто секогаш инсистираш за помалите општини? Затоа што знам дека е важно за нив, за да ги задржиме луѓето таму. Да.
Затоа што да, големите општини мислам можат да си дозволат многу повеќе, а може би тоа ви мотивно, пошто кажавте дека сте од помала општина. Може би тоа, меѓутоа ете нели некогаш работиме на помали поголеми проекти. Так. Она што се гледа кај руралните општини е некогаш со многу помали проекти ефектите се многу поголеми. Многу поголеми ефекти, повидливи работи. И она што е најбитно, многу во руралните средини многу потешко е да ги остварат тие идеи што ги имат. И затоа ми е секогаш поважно ми било да се прифатат проектите и да се реализираат проектите на помалите места. Добро, што треба да се смени за да се врати надежта во руралните средини? Од кај да почнеме, да речеме? Секогаш се почнува од луѓето. Да. Морам да кажам. Меѓутоа мора да се работи заеднички, човечкиот капитал е многу важен пред се, меѓутоа важни се сите сегменти. Тука е потребна интеграција и заеднички пристап. Да, потребни се документи, потребни се стратегии, меѓутоа без луѓето и заедничка доверба меѓу граѓаните, општините, невладиниот сектор, нема да има резултати. Треба заеднички да се работи. И да веруваме во тоа. Како да изградиме таа доверба? Тоа се работи со години, барам јас така мислам, да. Пред се најмногу зависи би тргнало од општината. Да. Според мене. Од месните заедници. Со идеи што им е потребно на самите граѓани и тие идеи да имат слух за општината и таму тргнува целиот пат. Да, ова е интересна тема. Месните заедници, знаеме дека со закон од 2005 се укина како месни заедници, како форма. Како форма, меѓутоа се уште функционираат на некој начин, дали формално или неформално функционираат во секое населено место. Или има друг пристап, например, градоначалниците одат од една до друга местна заедница, разговараат со жителите, да ги слушнат нивните потреби, кои се, не зборувам за желби, навистина имаме многу потреби пред се, што треба да се остварат, така да има начини. Еве да кажеме, во делот на регионалниот развој, дури и кај нас, од секоја година користиме пари од програмата за рамномерен регионален развој. Проектите се аплицираат. Она што е донесено, одржуваме форум на заедници. Форум на заедници значи општините, невладиниот сектор, бизнис секторот. Сите даваат идеи. Што е тоа што му е потребно на регионот? Кои се тие проекти што ќе го повлечат напред регионот? Да. Значи секогаш треба да се слуша народот. Има ли перспектива југоисточен плански регион? Секако дека има. Кои се најперспективни, речеме, работи кои што може да ги понудиме како од форма, да речеме, па и од туризам, и од храна, и зошто некој да го посети, да речеме, југоисточен плански регион? Јас би рекла баш тој регион, веќе народот, на глобално ниво е познато дека бавниот туризам е многу поактуелен. Значи не преферираат веќе луѓето да одат на море и таму да лежат по цел ден. Конвенционален туризам, да. Туку напротив, таков тип на туризам, со пешачки патеки, со точаци, планинарење, кај вас е познато и тој дел, например во Радовиш, езерски туризам, имаме многу културно-историски споменици, имаме премногу фестивали, буквално имаме понуда за 365 денови во годината да дојдат туристи да посетат и да има што да видат, морам да кажам. Покрај туризмот, чиста и здрава животна средина се уште и секако јас многу одамна милувам да кажам дека ова регион е фабрика за храна. Ние имаме најубавата и најчистата и најздравата храна. До цела Македонија, да. Да, познате југоисточен плански регион по производство на храна, мислам и во поранешните и простори и сега кај што најголем дел, посебно да речеме градинарството е една култура која што е најмногу застапена, овоштарството, и можеме да го искомбинираме тоа со, нели да речеме, агротуризам, кој што е посетители и со храна, мислам дека има тука потенцијал кај што може да се искористи.
Ако треба да оставиш порака до сите што живеат во руралните средини, што би им кажал? После да речем и за младите, и за жените, и било кој. Така, да бидат поактивни чинители на својата иднина, да бидат вклучени во сите процеси што ги организираат разни институции и во изработка на документи, затоа што тие се начини и стратегии, затоа што тоа е начинот како постепено да се подобри животот во руралните средини. Тоа е едниот дел затоа што реално не секогаш се потребни големи средства за да има реализација и за да се покажат видливи резултати на подобрување на средината. Така. Да, можеме да речеме, ние преку локалните акциони групи исто тоа го поттикнуваме да има локални иницијативи, мали, кои што не мора да се со многу голем буџет, меѓутоа да направат промена во место на живење во заедницата. Токму така, ние како југоисточен регион визионерски бевме вклучени во формирање на првата локална акциона група во нашиот југоисточен регион. И во останатите три. Да, после тоа како добар пример се покажа и во останатите и тие се токму тие групи каде што се вклучени различни типови на луѓе, меѓутоа баш ги третираат проблемите на луѓето и се наоѓаат тука решенија и заеднички се решаваат во иднина. Како да се обезбеди подобар, поквалитетен живот во руралните средини. Понов тебе, нели, мора да се има стратегија, мора да се има план. Колку е тешко или лесно да се изготви една стратегија со ова што го знае, овој менталитет кој сме ние, а колку е после предизвик да се спроведе таква стратегија? Дури прашањето не е лесно, морам да кажа. Па вака, изработката на стратегија е малку долготраен процес. Доколку сакате да се изработи квалитетна стратегија, одиме од пристапот, нели, bottom-up approach или систем од оздола нагоре. А тоа значи да бидат вклучени повеќе групи на луѓе, различни чинители, како што веќе спомнавме, првообичните граѓани, невладини организации, па исто така и школи, образовни институции, општините и национални институции. Многу е тешко да се искоординират различни групи на луѓе, и плюс, да не заборавам најважната група од нив, да ја спомнам, тука е бизнес секторот, можеби би кажала и малце најтешката група за да бидат донесени. На почетокот пред многу години, пред повеќе од 20 години, кога почнаа за прв пат да се работат стратегии, беше многу лесно да се донесат, од причини што мислеа доколку ги кажат нивните желби што сакат да се направи, дека се ќе биде реализирано. Така. Сега автоматски преминав малце во другиот дел колку се реализираат стратегиите, меѓутоа е скоро невозможно една стратегија да биде целосно реализирана. И од тие причини што дел, например, од нивните желби или потреби не биле реализирани, веќе на денешно време е многу тешко да се донесе бизнес секторот. Се демотивираат, да. И тоа го имаме разговарано на многу различни нивоа, како да го мотивираме бизнес секторот да биде присутен во изработка на стратешки документи и на општината, и на регионот, па и за национални документи. Затоа што они отргнуваат од тоа, нивното време значи пари. Зошто да го изгубат времето ако немат некаков бенефит? Може би не е доволно презентиран или не е објаснен нивниот бенефит, не мора да значи дека само со пари врзано, не? Токму така. Меѓутоа е тешко за мотивација, морам да кажам, токму така. Сега кога ќе дојде делот, затоа што и не е една средба, значи тоа е процес, серија на средби, може би две ќе дојдат, па после нема да бидат во можност, а добро е да бидеш вклучен од самиот почеток до крај на изработка, да се формира визија, мисија на регионот, кои се стратешки цели, кои ќе бидат приоритети за следниот период што следува. Затоа тоа е начинот секогаш кога аплицираме на некои проекти, мора да биде поврзано со стратегијата. Доколку го нема како приоритет во стратегијата, ние не сме во можност да аплицираме за одредени проекти.
И после доаѓа тој другиот дел. Многу полесно би биле да ги имплементираме тие стратегии комплетно кога би биле членки на Европска унија, каде што ќе имаме пристап до повеќе финансии. Меѓутоа, со ограничени финансии, со ограничени повици кои само по одредени теми е навистина тешко да се имплементира една стратегија. Морам да кажам, тоа е, ако земеме процентуално е различно, некаде да речеме, па дури 30, 40, а ретко се случува да поминува 50% од реализацијата на стратегијата, односно проектите кои што биле предвидени во самата стратегија. Токму така. Па добро, може тоа да е успех 50% сепак. Зависи како мериме, нели, со оглед на ситуацијата во Македонија, нели, окружувањето и достатните средства кои што се може да биде успех за... Да, тоа е максимум, до 50%. Да. Го спомнавте мобилизирањето, односно мотивирањето да се учествува во процес. Како да ги мотивираме? Посебно ме интересира младите, го спомнавте преска, како да ги мотивираме младите да се вклучат? Кои алатки можеме да ги примениме? Вие што правите, да речеме, за вклучување на младите? Најдобар дел е да ги вклучите младите преку невладини организации што работат директно со млади. Тоа е најдобриот начин да се вклучат младите, затоа што, веќе работат на таа тема, познато им е, и тоа е најдобро. Невладините организации на некој начин се еден сегмент што е, би рекол, поиновативен, покреативни и многу поблиску до одредена група на граѓани. Да. И затоа најдобриот начин да ги мотивираш да бидат вклучени во одредени документи е само преку невладини, каде што и таргет им се баш токму младите. И тоа е начин. Току југоисточно-франски регион? Па да, имаме. Имаме и тоа не само, да речеме, во поголемите општини, има и во помали, во рурални општини. Знам каде невладини организации што работат со млади. Со млади и за развојот на заедницата. Да, токму така. Тоа е добро, мислам, граѓанските организации, како што спомнавте, се малку пофлексибилни, далеко покомуникативни и отворени за комуникација. Знаеме, општините се малку како институции, па имат повеќе бирократија. Да, и со понапредни идеи би кажала. Па да, они секогаш го барат по-новото. Да, они секогаш работат, како што викаат, на outside of the box, нели да. После 20 години искуство, работа во овој сектор, во регионалниот развој, во локалниот развој, во руралните средини, можеме ли да кажеме дека има видлива промена направена за овие 20 години? Секако дека има. И тоа голема промена. Не би тргнало од тоа само од инфраструктурата, да речеме баш таа базична, иако во инфраструктура спаѓа и дигитализацијата, ако не се лажем. Повеќе услуги, развој на туризмот во тој дел. Јас би се вратила на кога ја работевме првата стратегија. Уште кога не беше формиран регионот, јас учествував и имавме една мисла што ја кажавме. Беше компјутер за секој земјоделец, интернет на секоја нива. Се сеќавам баш, ова беше мотото нели на самата стратегија, да. Така, да, меѓутоа од Министерство за транспорт и врски ни рекоа дека тоа е премногу несериозно. Од ваша страна. Да, за такво мото да ставаме на стратегијата и беше избришано, морам да кажам. Меѓутоа, се случи. Дека има интернет на секоја нива. Има интернет на секоја нива и морам да кажам, па и сите земјоделци имат компјутер, затоа што одиме напред. Така. Технологијата го направи своето, некој не може, ама вие сте имале визија тогаш како може тоа да изгледа. Така. И мене ми е посебно драго дека во тој период од буквално од сите 10 општини што бевме вклучени во регионалниот развој, во тие обуки и правење на стратегијата, навистина беа луѓе визионери со кои центарот ден денес продолжи да работи. Да. И мислам затоа даде толкави големи резултати и сме, да речеме, една од најдобрите институции во Македонија. Така. За крај, да затвориме оваа епизода, што имаш да порачаш? Како да профункционира
руралниот развој во, да речеме, во Македонија или во југоисточниот плански регион. Што треба да се направи, што е тоа, што треба да се смени за да профункционира руралниот развој? Па би рекла еден интегриран пристап на делување на сите чинители во средината, меѓутоа пред се инвестирање и во човечки капитал и создавање на секаков тип на инфраструктура, социоекономски услови, за да можат руралните средини да бидат поатрактивни и на тој начин луѓето да останат токму таму каде што ја започнале својата приказна во животот и да делуваат во таа средина. Госпоѓа Ѓуркова, ви благодарам за гостувањето во подкастот Go Rural. Ви благодарам и вас. Ова беше Go Rural подкастот што патува низ руралниот развој. Ако ви се допадна разговорот, споделувајте го, коментирајте и следете во нашите следни епизоди. Пријатна вечер.